Добар ден на сите, јас сум Гоце Бојковски, координатор на настаните што град Прилеп ќе ми ги понуди на граѓаните за време на Европската недела на мобилност. Во неделата што следува имаме да ви понудиме низа на интересни активности. Програмата до вас, новинарите и до граѓаните на град Прилеп ја споделивме пред неколку денови и се надевам дека сите се запознати со истата. Започнуваме денеска со оваа пресконференција. Утре имаме настанот критична маса. Тоа подразбира возење на велосипеди, а после тоа ќе имаме и проекција на еден интересен филм овде на плоштадот кај камената Бина. Во четврток активности имат јавното предпријатие за просторно планирање, односно градскиот превоз ќе вози бесплатно, а учениците од Ристарски Ричко ќе им делат флаери мотивацијски на патниците. Во петок на 19 имаме ноќна трка на 5 километри. Градските улици и булеварот ќе бидат затворени од 18 до 22 часот. Во саботата активностите ги преземат полициската сообраќајното одделение од полициската станица во Прилеп со учениците и волонтерите од ужелиштето Ристарски Ричко ќе запираат автомобили низ градот и ќе делат исто така мотивацијски флаери со интересна содржина. Во неделата го имаме можеби најинтересниот настан. Сигурно знаете че се одржи традиционалното возење сите на велосипед. Требаше годинава да се одржи на 24 мај, но нели имаше невреме. Еве сега му дојде времето да се случи тоа. И последниот ден, следниот понеделник, е ден без автомобили. Булеварот ќе биде затворен цел ден и тука граѓаните ќе можат да присуствуваат на голем број на активности од различни спортски здруженија, училишта, спортски сојузи, федерации и така натаму. Јас сум среќен што денес тука со нас се присутни поголемиот дел од организаторите на овие настани што пред малку ги спомнав. И ја користам оваа прилика јавно да им се заблагодарам за помошта и за енергијата што ја вложуваат да го реализираме овој настан. Почитувани представници на медиуми, почитувани присутни гости, денес со големо задоволство ја започнуваме Европската недела на мобилност 2025, во која општина Прилеп активно влегува и зема учество, се приклучува на европските градови, каде што ја промовираат одржливата урбана мобилност за чиста животна средина и здрав живот, начин на живење. Нашата цел е да поттикнеме што повеќе наши сограѓани да ги променат секојдневните навики со што ќе учествуваат во природен, односно здрав начин на превоз, со сигурен, одбегнувајќи автомобили, трчање, активирање на сите начини на барање на подобар, безбеден транспортна патека. Со сето ова можеме да изградиме една подобра животна средина во нашиот град и посигурен начин на живење. Посебно задоволство и радост ми представува тоа што во организирањето на една ваква Европска недела на мобилност учествуваат сите наши јавни предпријатија, организации, здруженија, спортски клубови и се разбира она што најмногу не радува, тоа е најмладата популација, ученици и спортисти. Со сето ова ние ваква остваруваме на соработка, кој што е доказ дека заеднички действуваме за одржување на една ваква манифестација. Во наредните денови не очекуваат бројни активности од возење на велосипеди, ноќна трка, бесплатен јавен превоз и да го достигнеме врвот, тоа е еден ден без возила. Во врска со планот за кој што би беше дадено подетално објаснување од страна на консултантите кои што го работат, односно работат заедно со нас во неговата изработка, сакам да појаснам дека овој план
се работи преку проект на Министерството за транспорт и врски, проект за поврзување на локалните патишта кој е финансиран од страна на Светска банка, како една компонента од целиот овој проект е изработка на планови за одржлива урбана мобилност за 5 општини во Македонија, и тоа Прилеп, Кавадарци, Струмица, Струга и Кочани, мислам. Така, за тие 5 општини се работат планови во рамките на проектот воден од Министерството за транспорт.